Македонски медиа сервис. mms.mk. Штип почнува со пробно користење на водата од хидросистемот Злетовица, од која веќе 10 години се водоснабдуваат граѓаните на Проби Штип и Свети Николе. На пробното пуштање на планинската вода претходише долг процес на подготовка на системот на Штипската филтер станица, која е градена за прифаќање на речната вода во Брегалница, како единствен извор на вода за пиење на штипјани. Иако со години стои изграден цевководот која носи водата до Штип, пробното снабдување почнува дури сега. На овој долг процес комуваа шпекулациите за квалитетот на водата од Злетовица и незината матност, особено во периодот на дождови. Во јавноста се пласира информација дека подрачјето поради геолошките карактеристики може да содржи траги од радиоактивен уран, што никогаш не беше потврдено. На неколку дена пред пробното приклучување на Штипската станица кон хидросистемот Злетовица, отидовме на лице место, во срцето на овој систем. Почнавме од местото каде е лоцирана браната, преку делот каде се регулира системот на истек на вода, па се до местото каде се насочува водата кон Штип, но најважно се прават мерењата на квалитетот на водата. Хидробиолошкиот завод од Охрид е надлежната институција која има предложена мониторинг програма, според која задолжителни се контроли кои се прават еднаш неделно, додека 2 пати месечно Центарот за јавно здравје од Штип врши анализа на водите. 2 пати годишно се прават комплетни анализи, каде се испитува и радиоактивноста. За внатрешните контроли е задолжена биохимичарката Марија Зафировски, во чии раце е квалитетот на водата од Злетовица. Согласно таа мониторинг програма, еден пат неделно, за интерни анализи за потребите на Злетовица, основните параметри како pH, матност, растворен кислород, температура, електроспроводливост се мерат тука, значи од нас, од Злетовица, 2 пати месечно. Акредитирана лабораторија во моментот Центарот за јавно здравје од Штип прави анализа на ниво на основна физичко-хемиска анализа и микробиолошка анализа. 2 пати годишно се прави анализа комплексна која што вклучува преглед на радиоактивност на површинска вода, паразитолошки преглед на површинска вода, физичко-хемиски преглед, присуство на пестициди и микробиолошки преглед на површинската вода и вклучен е исто така повторно 4 сезонски мониторинг на водата од целото сливно подрачје и изработка на вертикален профил на водата до акумулацијата, тоа е земање на мостри од различни длабочини. До сега ниту една направена анализа не покажала повисоки параметри од пропишаните од строгиот правилник за води. Дополнително институциите имаат обврска при контролата и мониторингот да алармираат на зголемени вредности. Зафировски вели дека по овие бројни анализи водата е безбедна за употреба и ја објаснува наметнатата дилема со сомневањата за радиоактивниот терен и влијанието врз водите. 2 пати годишно се врши анализа на радиоактивност на површинската вода, која што покажува дека во ниту еден случај површинската вода од сливното подрачје на река Злетовска, вклучително ЗАФА-3, не ги надминува максимално дозволените концентрации за присуство на радионуклеиди во храна, вода за пиење согласно правилникот за максимално дозволени концентрации. Доколку така предвидува и правилникот, доколку некогаш се надминат и максимално дозволени концентрации, тогаш се прават дополнителни анализи. Во моментот се следи присуство на алфа и бета радиоактивност изразена како бекерел на литар во водата. Матноста е еден од параметрите што редовно се следи од страна на Злетовица и нивните внатрешни контроли на квалитет. Со мобилна апаратура се мери матноста на лице место, токму на Зафатот 3, од каде се вклучува системот кон Штип, Свети Николе, Карбинци и Лозово. Ова е вода која што е земена од таложникот. Релативно чиста е како што. Релативно чиста, без боја. Сега веднаш за кратко време. Да, за кратко време ќе го видиме резултатот. 2,84 НТУ. Значи, правилникот за безбедност за вода за пиење, зборувам за тој правилник кој што ги определува стандардите за испорака на вода до крајни консументи, предвидува 1 НТУ. Значи, ова не третирана, необработена вода со 2,8. Практично треба да има 1. Да. Значи, ова 2,8 не третирана, необработена површинска вода.
Едно од клучните прашања е колку водата од Злетовица е подложна на надворешно влијание или евентуално под влијание на индустријата и земјоделието. За поясно да биде, најдобар одговор дава сликата за функционирањето на системот. Водата од браната се собира во планински простор, во чија околина има неколку расфрлани села. Потоа водата по природен пат се симнува до Зафат 3, откаде со цевки, односно затворен систем, се носи до филтер станиците за натамошен третман до чиста вода за пиење. Претпоставувам дека ова вода, пошто затоа што не е подложена на влијанија од човекот, тоа е планинско место каде што немаме индустријски капацитети, немаме антропогени влијанија, еутрификацијата на најниско ниво, сметам дека квалитетот на оваа вода е пати подобар од тој што е во речното корито на Брегалница. Местото каде се наоѓа Зафат 3 во перспектива ќе стане главната локација на обемниот хидросистем. Наскоро почнува да се гради нова, современа лабораторија, каде ќе се следи квалитетот на водата, а се планирани и мини хидроцентрали. Точната локација кај што се наоѓаме во моментот е идната локација на новата модерна лабораторија што ќе биде изградена за наши потреби, каде што ќе можеме да ги мериме параметрите на квалитетот на водата за наши потреби. Да, тука ќе ви биде и место за хидроцентралата. Па овој Зафат 3 е всушност и главната локација на хидросистем Злетовица, бидејќи тука ќе биде изградена и третата хидроцентрала, која што ќе биде пилот централа, која што ќе команда и другите хидроцентрали, втората и првата. Тука ќе биде и лабораторијата, контролната куќа за зафатната градба, така да на едно место вршиме концентрација на повеќе објекти. А локацијата е добра бидејќи и во зимски услови е пристапно местото и можеме лесно да доаѓаме. За просторот каде се планираат новите објекти се подготвува техничка документација. Веќе е изработена урбанистичката документација, додека е во постапка добивање на дозвола за градба. Македонски медиа сервис. mms.mk